Од проблемите на поповите се селиме на проблемите на работниците, затоа во студиото тука со мене е адвокатката Персида Отович Стојановска. Добро утро. Добро утро. Вие пред неколку дена објавивте една колумна во која алармиравте за нешто што досега на никој не му паднало во памет, а тоа е дека работниците кои работат ноќна смена треба воедно да земаат и надомест за хранарина. Можете ли да ми објасните тоа подробно? Да. Така. Значи, законодавецот, односно при создавањето на Законот за работни односи, е предвидено да работниците имаат поголема заштита кога извршуваат своите работни задачи навечер, односно ноќна работа, од причина што знаеме дека не е исто да извршуваме работните задачи преку ден и навечер. Но, значи, си има услови во законот во кој што е предвидено што се смета за ноќна работа и кога следи заштитата при ноќна работа, односно доколку 1/3 од своето работно време го извршувате навечер. Значи, јас во својата колумна говорев за едно од правата или заштитите кои што ги дава законодавецот за работниците кои работат ноќе, односно дека работодавецот треба да му обезбеди храна за време на таа ноќна работа или доколку не му обезбеди храна, да му обезбеди надоместок, односно паричен надоместок во противредност од за деновите за кои што го извршува тоа. Значи, покрај што треба да му обезбеди храна, значи треба да се обезбеди и превоз, заради тоа што знаеме дека навечер јавниот превоз нема превоз. Да. Во тој аспект, значи, треба да бидат заштитени. Значи, си постојат и други права кои што се предвидени во законот, но кои што голем број од работодавци не го применуваат, односно не им овозможуваат на работници да се ги реализираат своите права. И би додала дека ова право или овој закон знаеме дека се однесува за сите работници во Република Македонија, без оглед дали работат во приватниот или во јавниот сектор. Ај подосна за тоа приватниот и јавниот сектор. Тука има едно прашање кое не го разбирам јас искрено, но што е со пробната работа? Тука мислам дека има доста малверзации, ако не се лажам. Вака, пробната работа е предвидена, значи, во законот, во заработни односи и во други, како лекс генерали закон, со кој што се регулираат работните односи за сите работници, за да потоа натаму има и други закони, што како што кажавте ќе начинам и понатаму. Но пробната работа е со цел да утврди работодавецот кога прима нов работник, а и работникот кога влегува во нова работа, дали му одговара видот на работата на работникот, работната средина, работодавецот да го оцени работникот дали му одговара за тоа за кој што го примил. Значи, и тоа е тој пребен период во кој што треба да се оцени. Сметам дека пробната работа не е толку проблематична или можност за малверзации на работодавецот кон работникот. Повеќе според мене проблем е вработувањето на определено време, заради тоа што тука е голема можноста за, како да кажем, са малвразаци. Невозможување на работникот да има одредена сигурност, стабилност, значи да се почувствува да може да остварува одредени бенефити од самото вработување, заради тоа што вие може да работите еден месец, после тоа работодавецот да ви каже во ред ви благодарам, толку од мене, ме разбират. За да после кое што е голем. Па си најде некој друг, пошто има работни места кои го трпат тоа. Има работни места, да, меѓутоа како што следи светскиот тренд, се повеќе фалат голем број на работници, па особено и кај нас како што има флуктуира голем број од работната сила надвор од државата, па сметам дека во одредени дејности и самите работодавци ќе ги бркаат работниците, а не обратно да се користат и да се злоупотребуваат овие начини. И уште еден момент на кој што би алармирала, сметам дека за тоа многу малку се говори, а тоа е злоупотреба на договорот за работа, кој што не представува работен, значи договор со кој се регулира работниот однос, туку е граѓанско правен, значи согласно законот за облигации, но кој што многу често се употребува и се применува со цел да се искористи, односно да се ангажира работник, но со тоа тој не остварува никакви права од работен однос. Заради тоа што договорот за работа е всушност да ве ангажирам да ми извршите одредена работа, задача, предмет да изработите. Но во многу државни институции, јавни претпријатија, голем број од луѓето се ангажирани со договор за работа, што од една страна ги прави привилегирани тие органи за сметка на приватниот сектор, каде што со договор за работа, доколку ви дојде контрола, знае дека работодавецот ќе биде казнат од страна на трудов инспектор. Тоа не е дозволено во приватниот сектор. Па во законот за работни односи, да, значи договорот за работа со тоа не се регулира работен однос. Значи тоа е моментален ангажман, но во државниот сектор
и во јавниот, мисли во предпријатијата јавни што си во државните органите, да, често се ангажираат и сметам тука знам дека еден од проблемите представуваше обезбедувањето на согласност од Министерство за финансии за вработување на нови лица. Од тој аспект, наместо да се ангажира редовно работникот, се ангажира со договор за работа, што значи дека нема ни здравствено осигурување, ни пензиско осигурување. Сметам дека тој е тој сегмент кој што треба да се внимава и каде што се вршат големи злоупотреби на правата на работниците. Што е со недела неработен ден? Мене тоа ми изгледа како прилично нефер решение. Тоа е лекс специјалис, ако не се лажам. Значи не е лекс генералис. Може би не сум во право, ја имам средно правно, далеку сум од вашето знаење. За некои е неработен ден, за други е работен ден. Дали е тоа фер? Па вака, сметам дека тенденцијата беше да се обезбеди недела како неработен ден за сите работници, освен за оние процеси и професии, како што се, например, здравство, полиција, пожарникарство, одредени... Тоа и ние новинарите сегаш работиме... И вие новинарите, значи, одредени професии кои што не смее да застане процесот дали производен... Да, имате, некои се богатат, некои не работат. Да, сакам да кажем. Сега, во Законот за работни односи, значи се предвиде дека денела недела, но со цел да се заштитат одредени интереси, значи, наместо да превагне интересот на работникот, превагне интересот на работодавецот, односно кој има поголема моќ да влијае во самите интервенција на законите. Затоа во Законот за работни односи, кога ќе видите какав е исклучокот, а истиот упатува и на Законот за трговија, во кој што се овозможува на кој може да работи, и со тоа се оневозможи. Значи, тенденцијата беше да се зголемат правата на работниците, затоа што гледаме трендот и европски и светски е да се намалува работните денови, значи дури во Европа имаме од 5 на 4 дена, така? Да. И знаеме сме биле во многу европски градови каде што ако е тој неработен ден, е неработен за сите. Вие не можете да влезете во маркети да си купите кога вас ви текнало, така ќе си го испланирате денот. Нити па молот работи, нити па молот. Кај нас, за жал, во моловите работат одредени продавници, маркети, за сметка на тоа, другите, од друга сметка, па не само што се злоупотребуваат правата на работниците, реално е дискриминирачки спрема одредени трговци кои што не се наоѓаат во молови. Значи сметам дека тука превагне интересот на одредена клиентелистички... Значи имало нешто друго повеќе од тоа што... Сметам дека не е остварена целта на законодавецот, односно не се заштитени работниците и не е остварена целта на недела како неработен ден. Така, да. Како би го оцениле синдикалното движење во Македонија? Нивната работа. Дали е тоа на нивото на кое што треба да биде, бидејќи работничките права се оддалеку од заштитени и изборени, а синдикатот има светли моменти, имаше нели штрајк, имаше на сонк и така натака, но не е нешто премногу. Вака, синдикатот, значи, историски гледано и законски, значи, треба да биде организација во која што работниците слободно ќе се здружуваат со цел да ги заштитат своите права, да ги унапредат, значи да се борат. Сега, улогата како што треба да биде на синдикатот е да биде рамноправна со работодавецот, односно со организација на работодавци. Значи, сметам дека во нашата држава, значи, синдикатите не се на таа рамниште или на тоа ниво. Кога ќе бидат на тоа ниво, сметам дека ќе има поголемо унапредување на правата. Затоа што ретки се, како што кажавте, синдикати кои што можеме... Сонк е светол пример, да кажеме. Па има и одредени други синдикати кои што сметам дека се избориле, не само Сонк, значи кои што се избориле вистински. Според мене не е борбата да обезбедите минимална плата. Значи тоа какво е тоа право кога говориме за не избориме за унапредување. Значи треба да се борат со одредена професија, значи да се воведе дали бенефициран стаж, да ги унапредат правата, значи да ги заштитат доколку постои мобинг, такви, значи повисоко право. Не збориме за минимални стандарди. Значи основната плата основна за животен. Синдикатот треба да ги унапредува, но да биде рамноправен партнер со работодавецот, да стои на ставот и да ги знаат правата, но и би надополнила дека ретки се синдикатите кои што ги потикнуваат своите членови, ги запознаваат со своите права. Како што кажавте на почетокот за ноќната работа, голем број од работниците не си ги знаат своите права. Они само, како да кажам, слепо членуваат во одреден синдикат. Прво, ако воопшто членува. Ако членува, да. Еве јас кај претходниот што сум работела работодавец, значи членував во одреден синдикат кој што беше од членови илјадници.
Не можам да кажам дека имавме некој бенефит, освен, како да кажам, поклонче за 8 март и за нова година пакетче, кое што сметам дека не е право одредено. Значи, сметам дека борбата е на многу ниско ниво и дека синдикалната борба тек следи, но од друга страна сметам дека треба и самите работници да се освестени дека тие се тие кои што треба да влијаат на зголемување на борбата и да се свесни колку е нивната моќ во остварување на своите права. Не само слепо да следат некого. Да. Зошто во Македонија имаме различни закони зајавени за приватен сектор, кога се опрашање работничките права? Тоа што го начнавме на почетокот, значи, законот за работни односи треба да е лекс генералис, значи основен закон за сите работни односи во државата и треба да биде основа. Но со оглед дека постојат разници професии, сектори, сето тоа регулирани, има лекс специјалис, има разни закони. Пример, во Министерството за внатрешни се регулира со закон за внатрешни работи, во културата имаме закон за култура и се регулира. Проблемот е во ред да се доредува со лекс специјалис, со закони и со колективни договори одредени права, но проблемот е кога постои колизија. Односно, во законот за работни односи или не е уредено доволно, а во друг закон има сосем различно, на различен начин е предвидено. Се јавуваат проблеми. Еве, законот за здравствена заштита предвидува здравствени работници кои што се во мрежата. Тука се регулира нивниот статус. Но тие што се здравствени работници надвор од мрежата се регулира со законот за работни односи. И сега, кога одат во контрола, не знаат, сум имала случај каде што не знаат дали да оди во контрола трудова инспекција или државен санитарен инспекторат. Значи, постои колизија. Знам дека имаше најави за носење на нов закон за работни односи, дали како ќе се среди тоа, не знам. Мислам дека треба да постои еден системски закон, каде што сите лекс специјалис закони не може да разликуваат, да го доуредуваат, меѓутоа суштински не може да бидат спротивни на основниот закон со кој што се регулира. Да, но е многу неевропски звучи кога вие имате, ги разликувате, нели, вработените во јавниот сектор, во јавниот и во приватниот сектор. Пример е регресот. Долги години беше обврска на работодавците во приватниот сектор да мора да им исплаќаат регрес. Да. Во јавниот сектор сега, значи последниве 2 години се изборија да имаат. Иако се вработени во јавниот сектор, не може тие во вработените во јавниот сектор да немаат право на одреден регрес, а тие вработени во приватниот да имаат, а од друга страна и обврска за работодавецот, нели? Да, ваму се наветнува обврска, а вие тоа е едно од правата, зборам се. Да. И плюс во законот за работни односи има и други, како да кажам, еве вие сметам дека новинарите спаѓате. Законот за работни односи нема на пример регулирано одредени рамки, водење на дисциплински постапки, систематизација и многу други работи фалат кои што не се доредени. Ние новинарската ќе бидам себичен и ќе поставам посебно прашање за нас новинарите. Ние сме, претпоставувам, една од оние гранки која е воопшто нерегулирана. Ние немаме никакви права, нас може само да ни истепаат на улица и ние да се жалиме, нашето здружение да даде едно соопштение во кое ќе не одбрани, тука ни завршува нас сите права. Дали мислите дека наша професија би требало да биде регулирана? Па јас сум и лично запознаена со одредени случаи на новинари. Адвокатите се регулирани, има закон за адвокат. Да, има за адвокатура, значи ние сме самостојна дејност и во уставот, кај нас е регулирано, но кај вас новинарите, како што барем во Македонија, знам дека голем дел од нив и се ангажирани или преку договор за дело, или, значи, не им е регулиран статусот. Според мене, гледам дека има и кај вас синдикат, кој што па и на добра патека, заради тоа што гледам дека со подкасти, со разни начини гледате да го свестите своето членство или воопшто самите новинани да станат свесни какви се. Дека да напуштам има дојава за бомба. Јас се извинувам, но во овој момент ми рекоа дека имаме дојава за бомба и ќе мораме да ја одјавиме емисијата. Се надевам дека е лажна дојавата, дека не е вистина, но приморани сме да ја прекинеме програмата.